Политичките и економските состојби во соседна Грција се рефлектираат во велешкото стопанство, но не и кај грчките фирми Вемет и Инокс кои работат во погоните на поранешна свилара. Таму над 400 работници засега имаат работа и земаат редовна плата. Моментално и во едната и во другата фирма се работи во 2 смени. Во Вемет се произведува медицинска пластика наменета за земјите од Европската заедница. Во фирмата Инокс се произведува електропрема. Вработените од двете грчки компании сепак стравуваат за својата иднина. Велат дека доколку грчките газди донесат одлука да ги затворат фирмите, без екзистенција ќе останат над 400 семејства. Превирањата во соседна Грција засега не ги нарушија односите на неколку велешки компании, кои дел од своите производи ги пласираат на пазарот во оваа соседна земја. Од регионалната стопанска комора пак велат дека политичката и економската состојба во Грција, како и случувањата во другите земји од регионот, негативно се рефлектираат на целокупното велешко стопанство. Сочувствуваме со жената која предвадена и касната од бездомно куче, како и со другите граѓани кои имале слична ситуација, но и апелираме до надлежните во локалната самоуправа подитно да се реши проблемот. Ова е реакцијата на Сдруженијето за заштита на животните обезбеди живот. Тие сметаат дека ако надлежните го спроведуваат законот, ситуацијата ќе биде многу подобра. Ги повикаа да ги реализираат мерките за безбедност на граѓаните, со што кај нив ќе се намали стравот и стресот. Многу непријатно. Искрено жалиме за случувањето, односно за настанот. Свесни сме дека тоа веќе во неколку наврати го апелиравме и неодговорност пред се, намерна или ненамерна, доколку се спроведува закон за заштита на животни, не би ги имале тие последици кои што се сега. Овие немили случувања ќе продолжуваат и понатаму доколку не се преземат мерките на безбедност, односно приоритетот на заштита на граѓаните и се разбира ние како здружение кои што се повикуваме за заштита на самите животни. По градските улици моментално шетаат над 100 бездомни кучиња, критично е речиси во сите делови. Тие најчесто се движат во групи и предизвикуваат страв кај луѓето. Сега и дополнително, затоа што се во период на размножување и поради тоа на моменти се агресивни. Од Сдруженијето сметаа дека некој треба да понесе одговорност за немилите настани. Одговорност во оваа состојба треба да понесе некој. Тоа оставаме на другата страна. Се разбира дека состојбата со бездомните и понатаму ќе не вознемирува, се додека не се презема на конкретно решение. Дислокација, односно дислоцирање кон примената за заштита на животни, односно во сместување во шелт центар, односно стационар. Пред неколку недели градоначалникот призна дека надлежните немаат ефикасно решение за проблемот, затоа што законот е ригорозен. Сме должни како субјект кој што го спроведува тоа како заштита, повторно да ги пуштиме на улица и настојано е законска обврска. За жал, дали кучето е третирано или не за граѓаните не е битно, битно е што некогаш се случува да има немили настани. И навистина, овака како што е поставен законот, не знам што би можеле друго да направиме, освен постојано да ги заловуваме, да ги третираме и повторно да ги пуштаме на улица. Од Сдруженијето за заштита на животните обезбеди живот денеска го посочуваат примерот со Романски од град Букурешт. Таму со правилно спроведување на законот, бројката на бездомни кучиња за многу кратко време од 200.000 е сведена на само 40.000. 4 тешки кражби, 1 кражба, 4 оштетувања на туги предмети, 3 телесни повреди и 1 родосквернавање е билансот на кривични дела што се случили изминатава недела. При извршените кражби арамиите одзеле пари и прехранбени производи. Велешката полиција регистрирала и 4 нарушувања на јавниот ред и мир, 1 со физички напад и 3 со држење куче без заштитна маска. Сторителите прекршочно ќе одговараат до надлежниот орган. Полициски службеници за време на викендот извршиле контроли во гостителските објекти во ноќните часови. При тоа во пицерија и кафе-бар затекнале 2 малолетници. Против собствениците на објектите ќе бидат поднесени соодветни прекршочни пријави, затоа што возможиле присуство на малолетни лица во угостителски објекти на полноќ. Изминатата недела регистрирани се и 9 сообраќајни незгоди, од кои 6 се случиле во населено и 3 надвор од населено место. Во незгодите 3 лица се здобиле со телесни повреди. Полицијата ги утврдува причините за настанатите сообраќајни несреќи.
и неколкумина учесници во сообраќајот ги прекршиле законските прописи за безбедност на сообраќајот и патиштата, и тие прекршочно ќе одговараат до надлежниот орган. Ниту викендов не поминал без кражби, телесни повреди, нарушување на јавниот ред и мир и 4 сообраќајни незгоди. Спортската сала Гемиџии ќе штеди електрична и топлинска енергија. Ќе се инсталираат нови бойлери за топла вода. Нивната вкупна моќност изнесува 3 киловати. Освен помалата потрошувачка на струја, значително ќе се намали и загубата на топла вода. Значи се работи за 9 иноксни бойлери со капацитет од 100 литра кои што ќе бидат инсталирани во самите гардероби, се со цел да се намали загубата на топлинска енергија на транспортот на санитарната вода, да се ограничи неограничената топла вода која што во овој момент се користи. Значи имаме огромна потрошувачка на топла санитарна вода. До сега топла вода се загреваше во овие бойлери стари 3 децении. Нивниот капацитет изнесува 6 тони, а со секој час работа трошат над 70 киловати електрична енергија. Новите бойлери потрошувачката на струја ќе ја намалат за околу 200%. Конечно, после 30 години функционирање, дојде време да се заменат постоечките бойлери за топла вода кои што функционираат тука од самата изградба на спортската сала. Истите беа со енергетска неефикасна конституција, во смисла дека континуирано имавме огромни загуби на електрична енергија, топлинска енергија, како во доведувањето на топлата вода до самите гардероби, така и во рамките на затоплување на топлата вода во самите бойлери. За околу 1 месец ќе се инсталираат новите бойлери за топла вода. Тие во иднина ќе бидат приклучени и на системот од сончеви колектори преку кои ќе се загрева водата. Вредноста на бойлерите изнесува 1500 евра, а парите се од буџетот на јавното претпријатие Парк Спорт. Медицинската сестра Виолета Босилкова и акушерката Пандорка Најдовска се најуспешните здравствени работници од Велес. Тие се добитници на републичка награда за најдобра акушерка и медицинска сестра. Овие признанија ги добија на државната манифестација за одбележување на светскиот ден на акушерките, медицинските сестри и техничари. Јас сум акушерка, вработена ко инструментарка во хируршка операциона сала. После, мислам, 17 години сум и одговорна на сала. И со мојата заслуга, со мојот труд, хуманост, работа, мислам дека го заслужив тоа. Најмногу им благодарам на моите колешки што ми поддржаа во сето ова. И се надевам дека ќе продолжи понатаму да се трудат и другите, затоа што јас веќе сум при крај на работниот стаж. Работам во патронажната служба во Велес. Зошто го заслужив признанието? Работам 38,5 години. Една од најстарите, најискусните, заради тоа што патронажната служба е терен. И за да обстанам на тоа работно место, значи премногу ми исполнувала. И до ден денеска ми исполнува. Велешките здравствени работници денеска ги одбележаа Светскиот ден на акушерките 5 мај и 12 мај Светскиот ден на медицинските сестри и техничари. Тие годинава се слават под мотото здравствена нега базирана на докази и акушерките се потребни на светот повеќе од кога и да е. Освен Босилкова и Најдовска, уште 10 добија признание за својата работа. Од мое лично име сакам исто така да го честитам празникот на сите медицински сестри, техничари и акушерки, не само во градов, туку и во целата држава, и да се заблагодарам на нивната хуманост и на нивното максимално залагање во извршувањето на своите работни задачи. Изборот за најдобра сестра и акушерка се прави по предлог на вработените во јавното здравство. Инаку одделението за уво, нос и грло доби посебно признание за постигнат успех во работата. Само бод за ракометарите на Борец во последниот надпревар кој го одиграа на домашен терен во спортската сала Гемиџии одиграа нерешено 30:30 со екипата на Драчево. Гостите подобро го отворија надпреварот, беа во водство и на полувреме отидоа со предност од 17:15.
На почетокот од вториот дел ја зголемија разликата. Во 46-та минута водеа со 6 голови. Во тој период реагираше публиката незадоволно од залагањето на играчите, кои потоа заиграа подобро и во последните 15 минути примија само 3 голови за да стигне до нерешен резултат. Одборец вела дека е нормално мотивот кај ракометарите да не биде ист на секој надпревар, посебно ако се има во предвид дека тие целата пролетна полусезона играат без никаков финансиски надомест, а бодовите со Драчево практично немаа вредност за домашните кои го обезбедија првото место во плеј-аут лигата.